Претходно во претседателската кампања, Доналд Трамп жестоко го критикуваше Џо Бајден за поддршката на електричните возила. Замислете, тој сака мандат за промовирање на електричните возила, што ќе значи смрт за автомобилската индустрија на САД. Во последниот месец на неговата кампања, Трамп доби голема поддршка од извршниот директор на непознатата компанија за електрични возила Тесла, Илон Маск. Тој ја создаде првата голема американска автомобилска компанија со генерации, а неговата ракетна компанија е единствената причина поради која сега можеме да испратиме американски астронаути во Вселената. Како што можете да видите, јас не сум само мага, јас живеам за мага. По победата на Трамп на изборите, Маск се согласи да се приклучи на новата влада за да помогне во подобрување на ефикасноста. И цените на акциите на неговата компанија за електрични возила Тесла скокнаа за повеќе од 25% од денот на изборите, достигнувајќи пазарна вредност од $1 трилион за прв пат во 2 години. Што очекуваат производителите на електрични возила од тимот на Трамп, во кој е вклучен и шефот на Тесла? На сајмот за автомобили во Лос Анџелес, Шиф Сикант го презентира 4-моторниот целосно електричен супер автомобил Драко. Возбудливо е да се верува дека Илон е близок советник, а претседателот сериозно ги сваќа неговите совети. Мислам дека ќе биде многу добар за американската индустрија, не само за електричните автомобили. Нашата цел е да бидеме поконкурентни, особено во заканата од странска конкуренција. Советувањето на Трамп за увозни тарифи, електричните возила произведени во САД може да бидат поконкурентни. Јужнокорејскиот производител на автомобили Hyundai ќе го произведува својот електричен камион Ioniq 9 во САД во сојузната држава Џорџија, вели портпарол на компанијата Майлс Џонсон. Таму ќе се склопува Ioniq 9. Има 2 фабрики за батерии кои ќе бидат во Џорџија, така што и батериите ќе се набавуваат во САД. Возилата целосно ќе се произведуваат на американска територија. Производителите на електрични возила исто така се свесни дека Трамп може да го прекине федералниот даночен кредит од $7.500 помош за купувачите на електрични возила. Водичот за анализа на возила Кели Блу Бук потенцираше дека минатата година во САД биле продадени рекордни 1,2 милиони електрични возила, што представува повеќе од 7% од вкупниот број на пазарот на автомобили во САД.